Добра вечер, победнички Охрид! Добра вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Добра вечер за Унијата за млади сили. Унијата на жените, ветераните. Добра вечер за премиерот Груевски, за министрите и кандидатите за пратеници, предводени од Антонио Милошевски. Вчера во првиот круг победивме во Охрид. Победивме со голема разлика од она од 2009 година. На ниво на држава добивме преку 449.000 гласови во првиот круг. Во многу општини разликата е 2:1, 3:1. Победивме во 75 општини во Македонија. Победивме во иселеничка Македонија. Граѓаните гласаа за Република Македонија. Покажаа дека државата им е пред се. Покажаа дека Македонија им е пред се. Резултатите од вчера се она што укажува дека водам исправна политика. Дека граѓаните го оправдуваат тоа што сум го работел во изминатите 5 години. Покажува дека владата предводена од премиерот Груевски води правилна политика. Вчера победи искрениот пристап пред граѓаните. Пристап кој е одговорен, транспарентен, со отчет за сработеното и со програма, со визија и јасни ставови. Програма со конкретни проекти и резултати. Сигурен сум дека во вториот круг разликата ќе биде уште поголема. Затоа, охриѓани, ви благодарам. Благодарам за тимот за Македонија. Благодарам за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Пред 20 дена, сеќавате, тука од ова исто место, ја почнавме кампањата. Тогаш реков дека Охрид никогаш не разочарал. И тоа го покажа вчера во првиот круг. Затоа, уште еднаш, дозволете да ви се заблагодарам на сите вас, сите што излеговте во толкав број и што направивте разлика. Уверен сум дека и на 27 април Охрид ќе донесе голема победа. Ова поддршка ни значи и ни дава сила да продолжиме со реформите и со делата кои ќе се реализираат за добро на сите граѓани на Република Македонија. Но најважно од се е дека вчера имавме фер и демократски избори какви што заслужува Република Македонија. Граѓаните имаа избор од она што беше понудено и го направија својот избор. Во огромно мнозинство граѓаните дадоа поддршка на нашите реформи, поддршка на тимската работа, поддршка на честноста, поддршка на патриотизмот, поддршка на отварањето на нови работни места, поддршка за инвестициите. Затоа вчера сите се радувавме. Но денес продолжуваме. Продолжуваме за парламентарните избори и за вториот круг на председателските избори на 27 април. Почитувани охриѓани, во текот на овие 2 недели ќе слушате многу изјави. Ќе имате многу работи кои ќе ви бидат соопштени и ќе ви се укаже дека сте пред 2 предизвици. Првиот предизвик е дека некои ќе се обидуваат да ве убедат да не гласате, бидејќи немало за кого да се гласа, бидејќи немало разлика. Сами сте сведоци дека постои позитивна разлика. Разликата ја препозна и Европската Унија, давајќи ни 5 позитивни извештаи и 5 препораки за почеток
на преговорите за Европска унија. Разликата ја препозна и Североатлантската алијанса, која кажа дека Македонија ги исполнува сите услови за да биде членка на НАТО. Разликата ја препозна сите финансиски институции од светот, кои ја рангираат Македонија меѓу најдобрите светски бизнис дестинации. Разликата ја препозна и странските инвеститори, кои отвараат фабрики во Македонија, инвестираат насекаде, а како што слушнавте и од мојот некогашен студент Александар и од Милошевски, а ќе ви спомне и премиерот, на повидок се нови 1800 нови работни места тука во вашиот регион, во Охрид, во Струга. Тоа се разликите кои ги препознаа граѓаните. Но најважно од се дека вие ја воочивте разликата и постојано давате доверба на овој тим. Од градоначалникот, од советниците, од пратениците, од министрите, од премиерот до председателот на државата. До сега ја дававте вашата поддршка, бидејќи нашите дела говорат погласно од нашите зборови. Донесени се закони, спроведени се реформи, се градат патишта, се привлекуваат инвестиции. Секаде нешто се гради, секаде нешто се менува. Тоа е новиот лик на Македонија. Македонија која успева. Македонија која нуди подобар и поквалитетен живот за секој наш граѓанин. Вториот предизвик со кој ќе се соочите, почитувани граѓани, е оние кои ќе тврдат дека нивниот глас не прави разлика. Дека се може и без нивниот глас. Дека има доволно луѓе кои ќе гласат и дека не е битно да се излезе на гласање. Но вие сами одлучувате за вашиот глас. И секој глас прави разлика. Со секој глас се зголемува разликата. И затоа масовно да излеземе на 27 и секој да го даде својот глас. На 27 април. На 27 април иднината на Македонија е во рацете на секој граѓанин. Секој глас е важен. И гласот на жените, и на мажите, и на младите, и на старите, и на работниците, и на пензионерите, и на земјоделците, и на професорите, и на студентите. Секој глас е важен. Ве повикувам да гласате за Македонија. Ве повикувам да кажете не на оние кои ве убедуваат да не го користите правото на глас. Ве повикувам да кажете не на пасивноста. Ве повикувам во уште поголем број да излезете и да гласате. Само така ќе продолжиме заедно да работиме за Македонија. Да ја градиме Македонија со највисоки стандарди, највисоки принципи и највисоки критериуми. Така се гради Македонија во височина. Драги охриѓани, ви спомна и Милошевски. Имавме непринципијална кампања. Се изнаслушавме се и се што. Но големината е да не им враќате. Затоа тоа кажува за нив, а не за нас. Тие што немат аргументи, тие водат таква кампања. Тие што за себе немат проекти, успешни проекти, тие водат таква кампања. Тие што немаат програми, особено ова што ќе ви ја представи премиерот Груевски, тие водат таква кампања. Затоа за овие години македонскиот граѓанин знае да направи разлика. И тоа го покажа вчера, ќе го покаже на 27 април. Покажавме дека Македонија се сака со дела. Делата на кои вие дадовте доверба. Вашиот глас за мене, за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија е глас за вас, за вашите деца, за вашата иднина. За да продолжат реформите, да продолжат инвестициите, да продолжат новите фабрики во Македонија. Глас за повеќе работни места,
повеќе нови патишта, подобра иднина за сите нас. Гласајте за принципи, гласајте за работа, гласајте за она што е проверено, гласајте за Македонија, бидејќи Македонија ни е пред се, бидејќи граѓаните на Македонија ни се пред се. Помогнете да ја зголемиме разликата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави сите охриѓани. Да живее Охрид. Да живее Република Македонија.